решив да го направиме овој филм како документ за едно време, за еден обид на лицата со хендикеп да се наметнат во политичкиот живот, но и како нешто кое што ќе остане, кое што ќе може да се искористи како алатка, како извор за идните лидери да не ги направат истите грешки и да научат од она што со мака искуствено било стекнато. Има една анекдота за во моментот кога Исак Њутон бил избран како прв претседател на Кралското научно друштво и кој што до денес остана како еден од најголемите научници кој што живеел на планетава. И тој без никаква лажна скромност се обреча дека не е тој толку голем затоа што сето знаење е собрано во него, туку затоа што стои на рамењата на некои други джинови, на некои други предци, научници, кои што го акумулирале тоа знаење и му го дале готово, а он само треба да го унапреди. Токму затоа и овој филм да послужи на идните лидери да погледнат од рамењата на некои минати паталци, во случајот джинови, и да продолжат со борбата за еднаквост, инклузија и партиципација во општествениот живот, секако како еден значаен дел, тоа е политиката. На моите соговорници решив да им поставам 4 истоветни прашања, за да можеме да добиеме разликата во нивните одговори, изгубената надеж или можноста која што се јавува после некој разочарување. Дали во нивниот ангажман беа само обичен декор, своевидни кукли, манекени, или вистински представници на својата целна група на лица со хендикеп? Весна, ти си првиот пратеник со многу видлив хендикеп, кој што седна во парламентот, во овој случај во Саборот на Хрватска, и беше некој своевиден пример кој потоа се следеше од другите лица со хендикеп, партии и цело политичко милје. Ти помина 2 мандати таму. Која е разликата од првиот до вториот мандат, тоест од она своевидна политичка партиципација до некој вид на политичка презентација која што сега се користи? Ти ги имаш тие искуства. Можеш ли да ни кажеш нешто повеќе за тоа? Бити особа с инвалидитетом и бити политичар због тоа што си особа с инвалидитетом да би заступал права, интересе, утjecao на donошење политика, закона, nije dobra osnova ako se nema taj jedan politički eros, politički naboj koji se stiče. Jer sabor ili parlament ili sobranje je arena, su arene bez milosti. I tu ako nisi spreman ući, spreman se tući za svoje bitke, onda nemaš to što radiš. За разлика од останатите ранливи групи, кога станува збор за лицата со хендикеп, општествата во основа навидум се отворени. Што би рекол еден од лидерите со хендикеп на регионално ниво, дека прашањето на хендикеп секогаш ќе биде во мода и во тренд. Денеска, утре, за 5, за 10 години. Но проблемот е тоа што самите лица со хендикеп не се тренд, не се во мода и никогаш не се во центарот на вниманието. Как политици злоупотребяват с хората с увреждания, като
и политически партии, като, така да се каже, зорлем ги правят политици и използват инвалидната количка като легитимация. Политички декор или са вистинска политичка партиципација? Тоа е добро прашање. Ја мислам дека ниеден лидер, ја зборувам во однос на Србија, не разбира суштински зашто треба да вклучи некого кој има инвалидитет во политика. Мислим дека претежно се декор и не може да го наметна тоа питање на агенда ни уз многу напори. Јако е тежко. Ние во суштина сме осудени да исполниме фуковската улога на интелектуалецот, а тоа значи константна критика на нештата кои што се случуваат во општеството, особено оние нешта кои што зависат од политичките чинители и структурите на власт. Тоа е наша улога. Да, много добър въпрос. Начинът е да не влизаш в политически партии, докато не си сигурен, че политическата партия е читава. А това тук на Балканите е много трудно. Да си сигурен, че една политическа партия е читава. Teško je dati određen, razgraničen odgovor. Uključenost u politički život znači i jedno drugo. I istinsku participaciju i prezentaciju. Zbog toga mislim da insistiramo na tome da osobe sa invaliditetom budu uključene u političke tokove i da prezentiraju svoje mogućnosti i na taj način utiču na promjenu svijesti društva o mogućnostima osoba sa invaliditetom i potrebi da društvo uklanja barijere za njihovo učešće u svim sferama života. A s druge strane, osobe sa invaliditetom također kao građani izuzetno je važno, mislim da mogu doprinijeti traženju rješenja, političkih rješenja u sferama koje su za osobe sa invaliditetom, društvenim sferama koje su za osobe sa invaliditetom bitne, doprinoseći na taj način i sopstvenoj afirmaciji i rješavanju pitanja koja se osoba s invaliditetom direktno tiču, ali isto tako unapređujući kvalitet života u zajednici, jer ono što je dobro za osobe sa invaliditetom bolje je za sve. Каде треба да се фокусира акцијата? Во промена на општеството, секако. Но како? Директно влијание во општествените промени или најпрвин промена на партијата, на своите партиски колеги, па потоа заедно, во сојуз со нив, да се делува на промена на општеството? Весна, ти со самото свое постојање, дури и без да зборуваш во парламентот, на некој начин предупредуваш и едуцираш. Како течеше таа едукација, мислам, од внатре партиските другари до генералната работа? Pa, naravno, kroz sama ta dva mandata privikavaš svoje kolege na neke svoje drugačije potrebe, na svoje drugačije funkcioniranje, upoznaješ ih sa ljudima koje dovodiš u Sabor i upoznaješ kategorije osoba s invaliditetom, ideš ciljano na neke programe osoba s invaliditetom, pričaš o tome u nekim, ajmo reći, neformalnim razgovorima, pozoveš ih na sastanak, organiziraš okrugle stolove, dakle, koristiš sve one mehanizme koji su ti u tom trenutku pri ruci, koji su dostupni. Кога се организираа митинзи по градовите, често пати тоа беше импровизирано,
нарачани бини од луѓе кои што не ја знаат спецификата. И на отварањето на кампањата требаше јас да бидам втор говорник, како втор после носител на листа, после председателката. И сите се качуваа на едно трупче. Ја го гледав трупчето, некои што беа малце повозрастни или понејаки, со помош се качуваа на него, а камоли ја. И сите ме гледат дека сум наред и на никого ништо не му текнува. Кога одбив да се качам, еден од поблиските партиски другари ме замоли: Звоне, немој да ја уништуваш работава, еве ја на грбче те носам, мислиш че полета со мене. Но нормално, принципелно му одбив да ме качуваат на грб и си влегов меѓу публиката и таму го кажав она што имав да го кажам. Го направив тоа уште неколку пати и понатака многу водеа сметка дали местото ќе е пристапно и дали јас ќе можам да се обратам достоенствено. Radi se o jako malom broju ljudi koji jesu kompetentni, koji mogu, da tako kažem, ući u timove koji igraju političke igre. Malo ljudi sa invaliditetom ima u političkim strankama, malo ljudi sa invaliditetom ima izgrađenu karizmu da budu šire prepoznati u društvu kao poželjni političari, a osobe sa invaliditetom kao dio biračkog tijela najčešće ih ne vide i ne podržavaju kao svoje predstavnike. I nekako ne bih zadovoljna su politička situacija u Srbiji, posebno u smislu na ljudskite prava i svako da se vključimo u neka partija. Ама nijedna od tija koje postoješe ne mi se sviđaše i razmislio kada bi mogla i se napravi nekoj novi pokret koji беше onaka buntoven i anti-establishment, така да речем. По Аристотел, човекот е зоон политикон, политичко суштество. Така и ја, веројатно имав некој порив, имав свое мислене за нештата и мислев дека нешто паметно може да кажам и да сторам не само во една тесна сфера која се работи за правата на лица со хендикеп, туку и пошироко. Токму затоа се вклучив во политичка партија. Партијата беше во основање, мала партија, предизвик, нормално да се одговори на грешките што ги прават големите партии кои се менуваат една по друга. И тој политички покрет правеше листа, се будуваше се и образование кое имаш и да си бил вклучен во нешто активиста, дали имаш некоја препознатливост во тојата средина, нормално позитивна. И ја искочив на 14-то место и тоа беше готово сигурно дека ја ќе влезем во парламент ако ние го прескочимо цензусот од 5%. Капка, ти никогаш не си била во политиката како избран или именуван функционер? Никога не сум била и нямам аспирации да бъда. Ама ти си секогаш во политика, но од друга страна. Абсолютно, защото най-голямата политика се прави чрез гражданско участие, чрез активно гражданство. Не знам дали ме разбирате какво значи активно гражданство, но това означава, поне за мене, постоянно дишане във врата на политиците. Значи се согласуваш дека лица со хендикеп треба да вземат активно учество? Абсолютно задължително. Но кој е начинот да не се изневерат идеалите и оние кои ги застапуваш? И влеговме во парламент, меѓутоа, после неколку месеци се случи да партијата промени курсот на политика, да почна да ги пропагира некои ставови кои мен не ми се блиски и јас се откажав и излезов. Пред мене излегува уште тројца и после мене излегува уште четворо луѓе, така да, нажалост, таква е политичка сцена во Србија, тоа се распадна, ме ја останам претеница. Едини мотив да остане претеница беше да се слушне во парламентот глас од луѓе со инвалидитет во Србија.
но просто трябва много внимателно да подбираме хората, на които гласуваме доверие. Постојат на серија причини и пречки зашто лицата со хендикеп се уште се надвор од политичката игра. Првиот и основен фактор и причинител е наследената дискриминација. Именно постоечките системски практики и обичаи, кои за жал се уште постојат, истите се негуваат и се практикуваат од страна на државата, артикулирајќи дека во основа лицата со хендикеп не можат и не смеат да се занимаваат со државнички работи. Вториот фактор е образованието. Образованието е сегрегирано, специјално скроено, ограничено и безвредно. Третиот фактор е економската независност, која по аналогија на образованието, на саморегулацијата, по аналогија на наследената дискриминација, лицата со хендикеп не ја поседуваат. Секој политичар знае да разочара. Најчесто тоа се случува поради големите очекувања што ги имаме и вербата дека нештата можат да се променат преку ноќ. Кога веќе беше во парламент, ајде пак мандат, втор мандат, веројатно очекуваа чуда ти да направи да се десат. Дали виде многу разочарани очи? Pa ljudi inače doživljavaju drugačije politiku nego ona što jest i misle da se u saboru ili parlamentu jedne zemlje mogu stvari brzo riješiti. Već to su političke bitke različitih političkih opcija. Bez obzira o kojoj se grupaciji radilo i o kojim se programima radilo, bez obzira što sam ja gurala tezu da mora biti konsenzus oko nekih pitanja, dakle da li su to pitanja socijalne politike, osoba s invaliditetom, oko zdravstva i tako dalje, sve ono što bi trebalo biti politika jedne zemlje, jedna humana politika jedne zemlje. Mogu reći da su oni za koje sam svojim djelovanjem najviše napravio tokom političkog angažmana bili najrazočaraniji u to šta sam za njih napravio ili šta sam za pokret uopšte napravio, pa čak su ljudi i svojim ličnim odnosom izrazili negodovanje, ali ja mislim da je to više stvar osobnosti ljudi s kojima sam došao u dodir. Мислам дека беше уште полошо. На самата моја кандидатура и кога се чу гласот дека сум влегол во основачите, кај мене дури дојде на делегација од лидери, председатели, директори на некои невладини организации близко до наша проблематика и ми се обратија дека со моето учество во политичка партија јас сум ги разочарал нив, бидејќи ние сме ти биле невладин сектор и не требало да се мешаме со политиката. Тоа беше 2005 година, од тогаш многу вода помина низ Вардар, нештата се сменија, луѓето сваќаат дека треба да се мешаме во политиката, но кога се зборува на политика, јас не мислам на дневно политиканство, туку она што во суштина го работиме, промена и унапредување на социјалната политика. Во случајов, една мала сфера се однесува на правата и инклузијата на лицата со хендикеп во општеството. Колку ги разочарав или колку они ме разочараат мене, тоа е прашање. Ама се разочарав дека не ме поддржаа организациите кои се бават со овие прашања. Дали се плашеа да станат на мојата страна, ни во ситуации во кои се борев изричито за некои ствари кои се директна и очигледна дискриминација, не добив поддршка. Naravno da je bilo razočarenja, jer činjenica je da je preko 70% osoba s invaliditetom živi na rubu siromaštva.
da je puno njih ili slabo obrazovanih ili sa trogodišnjim obrazovanjem, da preko 80% nema ni dana radnog staža i da više manje žive od osobnih invalidnina ili od socijalnih pomoći. I to je stvarnost. I naravno kada vide mene lijepo odjevenu, našminkanu i sada u Saboru sa nekim tamo ljudima koji gledaju na televiziji. И следствено, немајќи образование, ставени во чош, лицата со хендикеп и без економска независност, во основа самите лица со хендикеп не можат да пристапат да ја практикуваат политичката моќ. И то ме многу депримира и мислам дека кога ќе ми се заврши мандатот ќе се борам за права на цвеќина, ама нема да си на пингвини, ама нема да се не ме поддржа. Да, приватно, кој ќе се видиме, свака час, супер, добра си, само така настави, ама ниедно писмо или некоја јавна медиска поддршка не добив. Moji prijatelji u pokretu osoba sa invaliditetom ili većina ljudi je na neki način bila ponosna na to da je neko od osoba sa invaliditetom tako visoko bio pozicioniran i nakon tog mog angažmana, nažalost u institucijama izvršne vlasti više nije bilo tako visoko pozicioniranih osoba sa invaliditetom. Пратеник не успеав да станам, но барајќи некои документи со кои што ќе остварам некои права како лице со хендикеп во процесов на вработување, бев принуден да барам документ од некаква си комисија за определување на работи што може лице со хендикеп да ги изврши. И тие бидејќи не знаат што прават и што работат, мене ми издадоа еден супер документ каде што тие утврдуваат дека јас можам да работам на работно место председател. Мислам дека при евентуални идни избори за председател на Македонија, јас ќе бидам единствениот кандидат кој што има ваков документ. Како понатака, кога веќе го постигнале своевидниот врв на својата политичка кариера и кога на еден начин се политички потрошени? Мандатот ќе заврши еден ден. Ма како Љупка се гледа понатака во политиката? Па, искрено, да бидем искрена, не верувам дека поново ќе имам тие амбиции у неко следно време. Но политичката партиципација не мора да биде само нели како пратеник, така? Наравно, можда повеќе може да се направи опет кроз некоја невладина организација, неки граѓански покрет, али оваква каква е политичка сцена во овој момент не се гледам искрено во политика. И јас сум се кандидирала за članicu glavnog odbora, to je otprilike kao mali parlament jedne strane. I dobila sam najviši broj glasova. U ovim okolnostima više promjena može da se napravi iz pozicije djelovanja kroz organizacije osoba sa invaliditetom i organizacije civilnog društva. Nažalost, to je isto teško u odnosu, recimo, na poređenje sa periodom prije nekih 15-ak godina, kad su i organizacije civilnog društva, tražeći sebe, bile puno otvorenije za uključivanje različitih pitanja, pa tako i pitanja osoba sa invaliditetom u zajedničko djelovanje, nego je to danas slučaj kad su organizacije
civilnog društva puno fokusiranije na samo ono što one rade i fokusirane na to da traže resurse za održavanje svojih programa, a organizacije osoba sa invaliditetom kao prostor djelovanja, nažalost, nisu dovoljno jasno profilirane i često ispunjavaju različite uloge amnestirajući institucije države da ili same organizuju određene aktivnosti ili finansiraju njihovo realizovanje. Државата преку бенефициите кои ги дава за нив ги тера да мислат и да сметаат дека исклучиво нивната независност е определена и детерминирана од социјалните бенефиции. Дали Капка Панајотова, како долгогодишен борец за правата на лица со хендикеп, имаше понуди и колку тие беа пристојни? На мен са ми предлагали да ставам заместник министър, предлагали са ми да ставам министър. Канили са ме за депутат в листа на политическа партия като непартиен кандидат. Това не е моето. И аз не съм човека, който може да го сложат в тези пранки на политическия партиен живот. Да престанат да се само сожалуваат, да изиграваат жртви и да станат едни од играчите кои ќе ги држат конците на регулирање на правилата на играта на политичката мојка. A s druge strane, učešće organizacija osoba sa invaliditetom u političkim procesima znači njihovo profilisanje kao zagovaračkih organizacija i kao organizacija koje imaju dovoljnu ekspertizu da tako kažem, hrane političke procese svojim inicijativama i rješenjima i na taj način budu prepoznate kao poželjan partner. Nažalost, organizacije osoba sa invaliditetom ne profiliraju se još uvijek kao zagovarači i organizacije koje žele učešće u političkim procesima i lideri koji ih vode, nažalost, još uvijek sebe ne vide kao partnere i kao saučesnike u političkim procesima. Вклучувањето на лицата со хендикеп во политичките процеси и во јавниот живот треба да биде една од главните приоритетни стратешки определби на секоја една држава. Сметам дека ништо не може да е сопри добрата идеја чие време е стасало. А времето, кај што ранливите групи ќе имаат своји представници во телата кои што одлучуваат, допора доаѓа. Би порачала на активисти кои се вклучени во организации кои се бават со лица со инвалидитет и овдека во Србија и во Македонија и секаде во регионот, да не се плашите, да дигнете свој глас, да кажете тоа што го мислите и да направите нешто добро за себе и за будучи генерации кои ќе дојдат, да им биде полесно него на вас што би било. I naravno, želio bi poručiti da ne treba ili ne smije se zaboraviti da to gdje mi sad stojimo ili to gdje će stojati budući suadovci, kako ti kažeš, ili osobe sa invaliditetom, nije neki dio zemlje, neko brdo, nego su to ramena nekih drugih osoba sa invaliditetom koje su izgradile položaj u društvu osoba sa invaliditetom u kojem se oni trenutno nalaze i od kojeg trebaju nastaviti graditi odnos i svoju poziciju u društvu. Фала ти многу, еве ти рака, штото ми го даде насловот за она старци причају. Филмче се звати On the Shoulders of Giants. Фала. Ми да те гушнам. Па шо да не те гушнам? Во суштина, она што општеството и чинителите во
него не можат да го сторат е тоа да ја променат или да ја превртат парадигмата на следениот начин на правење на нештата, патерните и шаблоните во кои што сме заглавени. Иако има обиди кои што би можеле да ги поместат нештата, во суштина ние сме заглавени во тој бавен воз, каде што последниот вагон е секогаш постојан без обзир во кој правец напред или назад се движи композицијата. Мојот брат заборавен во тишина со знаци мене ми раскажува. Еве потпис ставам на душава, за избришан денес се подпишувам. Ги барам, ги има, и можам, и одам, а зар сам до победа, зар сам до победа. Мојата љубена ништо не ме разбира, само мене таа би ме сакала. А и доаѓам со војска ослепена и другари со скршени колена. Ги барам, ги има, и можам, и одам, а зар сам до победа, зар сам? А